Што ве мотивираше да се зафатите со формирање на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи? Ситуацијата во преведувањето и толкувањето и тогаш, пред 10 години, и сега, е еднакво лоша, можеби малку подобра поради овие 10 години работа. Една причина за тоа е фактот дека толкувањето и преведувањето се слободни професии, креативни професии, поради тоа не се регулирани со закон. Слободните професии не се регулираат со закон. Единствен начин да се воведат правила и стандарди во овие професии е само регулирањето, а само регулирањето го прават професионалните здруженија. Јас долго време размислував за потребата од здружение, значи таа идеја се развиваше постепено. Во еден момент сватив дека доколку не се случи, ако не формираме здружение, нема шанси ништо да се смени. И дека ако сакаме промена, таа нема да дојде од надвор, нема да дојде никој да ни каже сега вака ќе направиме да ви биде подобро. Промената мора да дојде од нас, од секој од нас поединечно и мора некој да ја потегне работата. Че тука беше мотивацијата да преземам нешто, да разговарам со колегите, да најдам истомисленици, за да почнеме да работиме. И сега тоа беше долготраен процес, спор процес, но чекор по чекор стигнавме до здружение, кое што нели е место каде што заеднички работиме. Важни сме ние, не здруженијето, значи луѓето што работат, преведувачите и толкувачите што решиле да внесат промена. Се здруживме, потребна ни е помош, потребни ни се повеќе членови и повеќе колеги кои што ќе работат со нас, но чекор по чекор сега веќе можам да кажам дека промената е започната. Какви беа почетоците на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи? Па спориме. Полека одеше се. Имаше многу разговори, многу недоверба кај колегите дека нешто може да се смени, дека нешто можеме да постигнеме. Можеби преведувачите и толкувачите се самотници повеќе отколку тимски играчи, не знам. Па оттаму таа недоверба дека нешто може да се промени, дека нешто може да постигнеме. Значи многу време и труд вложивме и јас и другите основачи во дискусии, разговори околу тоа што навистина ние можеме да направиме и мотивирање на луѓето околу нас да почнат да размислуваат за тоа дека тие се носителите на промена и дека тие секој посебно може да придонесе. Така беше на почетокот. Како поминуваше времето, тој круг на луѓе се зголемуваше, се повеќе и повеќе. Сега веќе сме 100 членови во Сдруженијето. Мислам дека пред еден месец или помалку од месец 100 члени се зачлени. Така што во тој поглед работата е подобра, но може уште многу повеќе да се подобри. Други препреки немаше. Требаше да најдеме енергија и време за тоа што го дискутиравме и го зацртавме, да го оствариме и почнавме чекор по чекор, малку по малку. Како го замислувавте Сдруженијето по 10 години? Очекував дека малку поцврсто ќе стоиме на нозе од аспект на тоа дека ќе бидеме веќе прифатен партнер од државата, од сите други организации, од општата јавност, значи сите корисници на резултатот од нашата работа. Но сепак блиску сме до тоа што го очекував. На вистина многу работи направивме и постигнавме, иако можеби тоа не е баш информација која што му е позната на секој. Но ако малку човек се заинтересира, ќе види дека во овие 10 години навистина многу сме работеле. Целта при самото основање на Сдруженијето беше да работиме на 3 фронта.
Едниот фронт е воведување на стандарди и примена на стандардите во професиите превод и толкување. Вториот беше и се уште е професионален развој на преведувачите и толкувачите, не само на членовите, нели, на целата фела. И третиот сегмент, фронт или дел од нашата мисија, е да работиме на тоа професиите превод и толкување да бидат општо признати и почитувани од сите учесници во процесот на преведување и корисници на преводот, значи од преведувачите и толкувачите, од општата јавност и од сите други поединечни корисници на преводот и толкувањето, значи државата, приватните фирми, меѓународните организации. Колку сте задоволна со достигнувањето на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи во изминатите 10 години? Па сум задоволна. Навистина многу труд вложивме, особено тие 10 на 15 луѓе кои што многу активно работат на остварување на целите и на мисијата на Сдруженијето. Имаме менторска програма за студенти, годишна конференција за професионален развој, награда Вавилон за најдобар млад преведувач, работилници за книжевен превод, работилници за стекнување на различни вештини во преведувањето. Например, титлување имавме таква работилница пред неколку недели, до 1 месец, најмногу. Направивме предлог модел за самовработување на преведувачи и толкувачи. Тоа е еден модерен пристап во самовработувањето за хонорарните професии, слободните професии. Не можам да кажам дека имаме успех во остварување на тоа што сме го зацртале, зашто тука нели не зависи само од нас, до одреден степен сме ние и тоа што сакаме сме го смислиле и обмислиле. Од таму натаму се државните институции, соработката со нив и сето тоа некако немаме баш среќа или не знам кој друг збор да го искористам во врска со тоа. Дури кога се отворени за соработка, се случуваат различни работи. Стално има некои избори, се менува влада, се што сме сработеле претходно се почнува од ново, така што имаме и доста одење во лер, ама се надевам ке се подобри тоа и од предлог модел ке стане вистински применет модел за самовработување на преведувачи и толкувачи. Потоа направивме прирачник или упатство го крстивме, мислам, за јавни набавки на превод и толкување. Има огромни проблеми во јавните набавки на превод и толкување, ама сега има се на едно место и кој сака да се информира како треба да ја направи јавната набавка, може да прочита, не е многу голем тој документ, а може и да му се обрати на Сдруженијето, како и да е, сме го опфативме тој дел целосно, го ставивме на хартија, значи сега не мора никој да лута. Точно се знае како треба да се направат јавните набавки на превод и толкување. Последната работа што ја направивме е направивме повторно препораки и услови за работа за толкување од далечина. Толкување од далечина се појави потребата за толкување од далечина со пандемијата COVID-19. Тоа е нешто што секако беше во зародиш и постоеше, но сега дојде до израз затоа што нели комуникацијата не е ограничена. Би рекла дека тоа е една огромна работа, важна работа, затоа што стана дел и од протоколите на владата за безбедност во оваа ситуација, во ситуација на пандемија. И по препорака на комисијата, владата ги задолжи, односно донесе одлука за сите јавни организации, сите министерства, самоуправи, сите организации што имаат некакво учество на собственост од владата, од државата, да ги применуваат во својата работа. Сега нели тоа е во моментов на хартија, треба да заживее, но мислам дека е исто така една многу значајна работа што Сдруженијето ја заврши.
Работевме на давање предлози при донесувањето на новиот закон за јавни набавки. Имаше еден нацрт закон за судски превод, кој што не мрдна во друга фаза, но и тогаш направивме анализа на тој закон, ја доставивме до Министерството за правда и чека некое подобро време, кога, да речеме, судскиот превод би можел да се регулира во закон, затоа што тоа е единствениот дел од преведувањето и толкувањето кој што може да се регулира со закон, затоа што целта на судскиот превод и толкување е да ги заштити човековите права на учесниците во судските постапки што се водат на јазик кој што не е нивни мајчини јазик. И државата има обврска според меѓународни конвенции да ја обезбеди таа заштита на човековите права и затоа тој дел од преводот и толкувањето треба да биде регулиран со закон. Исто така направивме анализа на состојбата со судскиот превод и дадовме препораки, значи анализа со препораки до Министерството за правда и тоа чека некој подобар момент да се разгледа и можеби нешто заедно со Министерството да преземеме во таа насока. Има уште многу други работи што не би ги набројувала сега, не би ги спомнувала. Многу работилници организирани, меѓународни конференции, многу работа. Некоја интересна случка или анегдота од работата на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи? Анегдота не ми текнува, но дека ни се бурни дискусиите, бурни се. Уште од првите дискусии за концептот на Сдруженијето и нели што ќе опфаќа, која ќе биде целта, мисијата на Сдруженијето, уште тие беа доста бурни. И од тогаш наваму, па речи си на секоја тема имаме бурна дискусија, но тоа е добро. Воопшто не е лошо. Зашто го излекува од нас тоа што е најдобро, тоа што е креативно. Не би ги менувала тие моменти и дискусии за ништо. Сакам да се сеќавам на нив. Каде наоѓате мотивацијата и денес? Мотивацијата е иста како на почетокот. Се уште не сме го постигнале тоа што сме си го зацртале. Се уште многу работа ни предстои на тема стандарди. Мислам дека нема човек што не знае дека не само во преводот и толкувањето, во милион други области стандардите кога постојат, исто како да не постојат, не важат. Ама во нашите професии луѓето не ни знаат дека има стандарди. Така што се уште ни предстои многу работа во врска со воведувањето на стандардите, а потоа и примената на воведување на стандардите, мислам во телото на македонски стандарди. А потоа и примената на стандардите од сите што се засегнати нели во процесот на преведување или толкување. Уште многу работа има тука. Никогаш нема да сопре потребата од професионален развој на преведувачите и толкувачите, особено поради фактот што технологијата постојано се менува и напредува и за 1-2 години целосно нови технологии се појавуваат, вештачката интелигенција напредува, почнува да се користи во областа на преведувањето и толкувањето. Нашите професии се менуваат, сакале ние или не. Значи мора да ги научиме тие промени, да ги прифатиме, што воопшто не е лесно, да се адаптираме, да сватиме како можеме да ги прифатиме и да бидат во наша корист. Тоа е процес кој што многу тешко им паѓа. На сите тешко ни паѓа, но мора да се случи и колку повеќе го долговлекуваме и го одбиваме, толку полошо ќе поминеме. Така што и тука ни предстои огромна работа. И во оној третиот сегмент секако прифаќањето, почитувањето на преводот и толкувањето како многу важен дел и сегмент од општеството. И тука уште многу работа ни предстои. Така што
не за 10, уште за 30 години најмалку имаме многу работа, но мислам дека после следните 10 години дека Сдруженијето ќе стои цврсто на темелите што сме ги поставиле и дека ќе биде признат и прифатен партнер и соговорник на сите теми поврзани со преводот и толкувањето и дека ќе успее да наметне примена на стандарди потреба од едно повисоко ниво на квалитет во преводот и толкувањето, распознавање на тоа што е добар превод и толкување, зашто тоа распознавање што е добар превод и толкување, тоа денес некои луѓе го знаат, ама многу не го знаат. Е потребно да се разјасни, да се прифати, за да можеме ние како професија да го постигнеме тоа за што се бори.